гледам денешниве политичари, се имаат, бе, од пиле млеко, бе. Од ној јајца, од слон урда, од кит икра, немаат што немаат. Пуни се ко бродови, ко пиратски бродови, ма какви бродови, бе, ко танкери се пуни. Така и трошат на танкирано. Земи плата 3000 евра, земи патни трошоци 10.000 евра, земи дневници, земи процент од тендери, земи кеш, земи аванта, земи станови, земи деловен простор, земи ауди, дај го аудито на комшијата, земи земјиште, дај го на женати, земи колбас, дај го на швалерката. Колбас, мислам, по дебелите. Ама души ненаситни се. Тоа газето нивно имат со лажа 24-ка, бе, само за зимање. Во состојба се дете од мајка да земат и мајка од дете. Како зашо имаат потреба, зависи. Возат бесни мотори, а до вчера паѓале од тротинет, носат скапи одела, а до завчера биле на рецка на тезгата кај Дудушу шутка. Пија 24 годишен виски, а до вчера пија брзо смртка од тезга у Ѓорче 110 денари литар. Носат кавали патики, а до пред некој време шетаан измало со бели чорапи и југопластика папучи со жица врзани. А се заборавија они тоа, бе. Заборавија кога излегоа од калта у нивте, од нојот кај свинте, од лајната кај кокошките. А некои ќе речат, ние сме градски деца. Не. Вие не сте градски деца, вие сте градски лоповчиња ситни кои сега пораснале у джебои, така се натапкале, па станале лопови крупни, шо би рекле бугарите, арами на едро крупни арами. Гледам некои ликови се утепаа, пување со аута на Facebook, со опрема, со слободно време, со пара, додека брачните им другари се долактови у криминал, у владеачкава структура, нели? И се мисла дека ние сме улави и ќорави, дека ако десетина пушикаровичи им прават лице со лајкови, дека тоа општата состојба, дека сите мислиме така, дека е се добро, дека никој ништо не им замера. А во превод не прават будали на очи и уши како да не слушаме кој во кој тендер бил замешан, колку милиони со нивна помош исчезнале. А го гледаш типот без работа, ама кој Холивуд бе да е глумец. Тоа е кај нашите политичари, функционери, нивните брачни другари и некои роднини од нивна блиска околина, до душа не сите. Главната карактерна особина им е дека немаат срам, или што би рекол нашиот народ, немаат срам, немаат страм. Со едно големо Т. Страм или срам, се едно, тоа е забранета категорија кај политичариве. И се гордеат што немаат срам. Тоа било шмекерски, бе, во духот на новото време, тоа било европски, левичарски, да немаш срам значило да си припадник на пупелограđанство, кое се прима. Го прима за име, за идентитет, за јазик, за народ, за држава, за пасоши. Ама нема срам, важно го прима. Додуша може некојаш малку ке поцрвени кој ќе го прими, знаеш, она го примеш ако е така покрупен. А може некојаш и ке поцрвени кој ќе најде соодветна партиска врска да заврши работа. Но генерално се тотално оперирани од срам, нели? А срамот е врзан со образот. Кој нема срам, нема ни образ. А кој нема образ, тој нема чувства, значи е безчувствително гојдо. Значи ако нема срам, ти си гојдо. Но не би било страшно да си гојдо во денешно време. Битно било да си, нели, говедо или стока, нели, ама пуна кеш стока. Значи да си говедо, ама пуно кеш, тоа било битно. Со станови, со фирми, со илјадници заебани луѓе, нели, позади тебе, за ти да можеш да имаш пари. Се ова е резултат на една работа која што ни еден политичар ја нема дома, иако има се, нели, како едно квалитетно гојдо. Што е таа работа што ја нема дома ни еден политичар? Сега ќе ви кажам што е тоа. Немаа дома огледало. Да, обично големо огледало за во ходник, кај што ќе можеш да се огледаш кој си и што правиш, нели? Да се видиш убаво, целосна фигура, па таков да те видат и децата, па убаво да те видат роднините и на крај да те видат мајка ти и татко ти, нормално, ако не се исто гојда ко тебе. Огледалото е најважниот фактор за срам, затоа што немаат огледало, немаат ни срам.
Причинско-последична врска. А некои може би и физички имаат огледало, ама бегаат од него. Затоа што знаат дека како вампири нема да си го видат својот одраз. А се вампири. Затоа што секојдневно без срам и перде му ја цицаат крвта на народот, ограбувајќи го и предавајќи ги неговите интереси, служејќи се со лаги и измами. Абе, фуј бе! Одвратно! Ми се повреќа од оваа констатација за политичарите, која за жал е супер точна и секојдневно ја чувствуваме на својата кожа. И нема да биде подобро. А ако биде, ќе го почувствувате тоа веднаш по подобрувањето. Едноставно, по продавниците за мебел низ државава ќе снема огледала. Значи, ги купиле луѓе кои са бајли навечер ќе се огледаат во нив, да видат кои се и што направиле дента. Ако одразот ги пофали, на добар пат се, а ако бегаат од него, тогаш станале како сегашниве. А на сегашниве една народна клетва. Да даде горнион, да им се скршат огледалата од кои се кријат. Тоа било многу добро за вакви штетници. Ке имале некој грейс период од 7 години да се покајат. Ако преживеат. Многу мина од СДС ми пишуваат или ќе ме сретнат на улица, обични луѓе членови на СДС и ми велат: "Аве Сашо, знаеме дека нашиве се грешни ко трудни ѓавли. Ама зошто не нарекуваш квислинзи, па после и народот не нарекува така нас обичните членови на СДС? Не ли е премногу тежок зборот квислинг или во превод подјармен слуга на странски сили? Аве, другарчина од СДС, бегајте од таму додека уште е време. Ако баш неќете да пребегате во ВМРО, а нема зашто да неќете кога можете да се пишувате албанци за вработување, можете и како комуњарчиња да гласате за ВМРО, тогаш бегајте кај Димче Девица, Левица или кај Максо Певица. Не останувајте у СДС, бе, зашто камен на камен нема да остане. А сега да ви објаснам лесно како песна, да не решам да ви го свирнам. Да ве напучам по Александар, што ги напучи сите што ги окупираше на времето. Да не решам да ви го свирнам, тоест да ви го отсвирам песничево лесно. Што е според вас премиерот или председателот на оваа држава ако треба за одложување на рокот за вадење пасоши кој е неуставен да ја праша, да кажеме, Грција и притоа нема гз да се јави месец дена? Што е тој што прашува странски држави дали може да направи нешто што е од интерес на државата со која што управува? Да не ви го цитирам уставот и законот дека секој оној кој ќе стави својата држава во подредена положба кон некоја странска држава ќе се смета за предавник и подлежи на казна затвор до 5 години. 5 години затвор за квисли? Малце, бе. У времето на Тито немаше за квислици 5 години затвор. Имаше напучуење, ама пред стрелачки вод. 3 дена после преката пресуда, после прекиот суд. Ако треба, за да сменат рок на пасоши за кои нивните сопствени граѓани плаќаат 2 рати и чекаат и мрзнат во редови со мали деца по 12 часа, ако треба за тоа да го прашаат Мицотакис, па шо себе тие? Хајде, господа членови од СДС, одговорете. И притоа, пазете, се натегаат кој да му се јавел и тоа јавно го објавуваат како доблест. Демек, еве, ќе ги прашаме грците, бугарите, шо се буните, бе? Ќе ги прашаме најљубезно. И они љубезно ќе ни одговорат: смеете, не смеете. До кој степен го донесува предавството на оваа земја. А Грција, мадината
не ги чешаат од тој скапан преспански договор, немаат испочитувано ништо. Ама како што тврди поренешниот председател Иванов, се искешира 120 милиона на домашниве лепотани и чекаат извршување на превземените обврски. А што правиме ако е точно, а 99% е точно дека овие земале пари? Не сме сигурни, значи не можеме да тврдиме, ама еве, така се збори, дека желе пари. Па тоа е предавство од најлош вид. Предавство за пари. А Иванов, кој беше шеф и на македонското разузнавање и врховен командант по долг период, цели 10 години во 2 мандата, сигурно дека ги знае работите од прва рака. Епа, драги мои обични членови од СДС, што се тоа ако не се квиснизи? Да не земаме пример дека непринципиелно е антидемократски советување дека ќе им дадат неограничена власт, каква што гледаме сега од ДУИ и Алијанса, им ветуваат на албанските партии да одат со нив заеднички на избори, на заеднички листи, само со цел да се спасат со албанските гласови. Не ли е и тоа предавство на македонските интереси само за да останат на власт? И после да формираат влада во која ќе има 20 министри албанци, премиер, председател на собрание, а СДС ќе глуми малцинство во некоја си така наречено проевропска влада. Лап лап лап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап, Евростап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап. Не се тоа квислинзи. Не затоа што ќе одат со албанците во коалиција, затоа што само од предавничките причини нивни ќе создадат влада во која малцинството ќе владее со мнозинството поради нивната политика. Апартхејд, класичен, ко во Јужна Африка пред 30 и кусур години. Или едноставно зашто некој со 20 пратеници во парламент да има 20 министри? Каде го имаме тоа? Во која држава? Тоа се раководството на СДС, само за да се спасат од криминалот и предасфалта што ги направија во изминативе 7 години. А за тоа како ДУИ и Алијанса владеат, и не треба повеќе да се зборува. Секој ден слушате како владеат, секој ден чувствувате на своја кожа, секој ден има по некој нов скандал. Абе, скандали ве ги прават као да зимаат антибиотици на секој 8 сата. Не дочекуваат ни 12 сата, ни 20, на 8 сата, бе. Нов скандал. Замислете го следниот член на Фондот за иновации од ДУИ, земал, па си отворил фирма, па сам на себе си доделил грант од 10.000 евра. Се почастил, малце. Да кикиреки за себе. Абе, за Кири и Рашковски не лежат за истата работа. Ама за Кири не е ДУИ. ДУИ се американско милениче, зајче со волчи забик од книгите на Стивен Кинг, милно американско домашно галениче кое кине што стигне и колку стигне. Абе, не ви ги кине завесите? Не ви кака удневна по персијанецот? Државата ви ја распарчуе, море, хеј. СДС веќе склучиле пакт со Луцифер, како ДУИ мислам, да останат на власт. А вие овци за месо и волна да гласате за СДС за да може ДУИ пак да владее. Тоа е вистината, драги мои членови на СДС. И не ми пишувајте веќе, јас немам моќ. Шо можам бе ја да сменам? Јас сум само так. Стендап, комичар, изведувач, сатиричар, следач на состојбите. Јас немам сила. Немам сила да менувам државава политички. Немам таа сила. Освен што можам да ги напучам овие од СДС, многу јако. Ама вие имате сила. Со вашето пенкало. Па нели бевте државотворна партија? А сега сте државотворна партија. Зашто државата од вас смрди ка творбе смрди. Смрди сегде, во Европа и светот. И тоа квислиншки твор. Твор квислинг ти е највише смрдат. Трујат!